Председателе, добар ден. Кој е сублиматот од годинешната порака од Обединетите нации во време кога светот и натаму се соочува со глобална пандемија? Јас тоа го реков и во мојот настапа, гледам дека и ка моите колеги од целиот свет практично провејуваше таа теза. Добро е што после едногодишна пауза се собравме во еден значаен дел во живо. По она што јас го знам, моите последни информации говорат дека околу 30% од шефовите на држави или влади од земјите членки, 193, не се тука. Значи, околу 2/3 се тука, што е значаен ишчекор во позитивна насока во однос на она што беше лани. Сите снимавме од канцеларија, имавме онлайн обраќања. Тоа ни овозможува со сите рестрикции кои државата Њујорк ги наметнува врз сите нас, да имаме и билатерални средби, особено со оние државници кои доаѓаат од земји со кои немаме толку често прилика да се среќаваме, и ова е уникатен собир веќе, најголема меѓународна организација. Дали очекувате од новата американска администрација во Вашингтон, предводена од председателот Бајден, да го задржи фокусот и интересот кон Балканот? Зошто е тоа важно, особено во време на предизвици за регионот, како македонско-бугарскиот за почеток на преговори со Европската унија или српско-косовското прашање? Да бидам искрен, ние се уште очекуваме поголемо присуство на новата американска администрација на Западниот Балкан. Знаеме да не се повторуваме и да не влегуваме назад се во историјата, зашто претходната администрација имаше еден специфичен, да го наречам со дипломатски речник, еден дискурс на гледање на западно-балканските работи. Па дури слушавме од време на време и идеи за евентуална промена на граници или размена на луѓе и територии. Од оваа администрација тоа не го слушаме. Меѓутоа, до овој момент се уште не гледаме поголемо присуство на американската дипломатија на терен, освен оние што се перманентни представници на таа држава во сите 6 држави од Западниот Балкан. Веројатно причината за тоа е се уште оваа ковид ситуација која не сме до крај, ниеден од нас не е до крај слободен да прави, да има активности, да планира активности во обем и со интензитет како што беше пред 2020-та. Меѓутоа и конечно и нова е администрацијата. Од колку веќе нема од оваа година, од јануари има тука луѓе кои, вклучително и самиот председател Бајден, кои има директно, лично искуство со Балканот. Дали неочекуваниот хаос во Афганистан по окончувањето на американскиот воен ангажман се најде на врвот на разговорите со официјални средби на шефови на држави, но и на маргините во Обединетите нации? Не постоеше ниту еден говор, апсолутно ниту една земја членка, а да не беше споменато прашањето на Афганистан. Некој го врамуваа тоа како јас во делот во контекст на бегалската евентуална криза до сегашна и идна дури и поголема од ова што беше до сега, или во контекст на заканата од меѓународен тероризам. Дека ние, иако една од најмалите земји во светот, објективно и по територија, и по популација, и по ресурси, покажавме една од најбрзите реакции. Практично, предпоставам дека во првите 4-5 држави во светот прифативме, излеговме со изјави, подосна де факто прифативме на наша територија до овој момент околу 200 бегалци од Афганистан. Председателе, прифаќањето на афганистански бегалци од Северна Македонија е врвен етички момент. Но дали е дел од некој договор, партнерство, важно со НАТО, уште поважно со САД, со што Македонија се наметнува сега некако корисник, туку придонесувач со сојузниците и во лошо и во добро? Станува збор за една генерална одредба. И кога влегувате во НАТО, уште повеќе, меѓутоа и пред да станете членка, додека сте кандидат, нешто слично се случува или би требало да се случува како кога се кандидат за Европска унија. Ние, например, изминативе 5-16 години, за жал, толку стана, сме кандидат за Европска унија, за членство, не сме членки, но имаме обврска уште како кандидат да се усогласуваме со незината надворешна политика, таму кај што тие имаат усогласен став. Нешто слично и во оваа организација. Меѓутоа морам да ви кажам дека на прво место е нашата морална одговорност. Ние самите низ историјата и како македонски народ и како држава сме поминувале низ и сме помагале и самите сме биле предмет на протерувања и од, не знам, грчката граѓанска војна, по Втората светска војна, па се до последните настани случувања 99-та, кога имавме 360.000 бегалци од Косово на наша територија во период од 3 месеци. Знаеме што значи да си бегалец и знаеме што значи кога ќе подадеш рака. Не дај Боже утре ако затреба таква помош, знаеме дека имаме пријатели кои тој гест никогаш нема да го заборават и ќе ни возвратат. Меѓутоа постои нешто што се нарекува заедничка грижа кога сте во НАТО за меѓународниот мир и безбедност. 26 години дипломатски односи меѓу Северна Македонија и Соединетите Американски држави се карактеризираат со
силни меѓусебни врски и релации на многу полиња, не само во НАТО? Ние имаме континуитет во таа работа. Значи, да не се овие 26 години, што е практично повеќе од четврт столетие, ние имаме дипломатски контакти и пред формално да воспоставиме дипломатски односи со САД. Барем неколку години пред формално да бидеме признаени и да тие да отворат своја амбасада. Има неколку години лиазон, канцеларија за врски во превод во Скопје и практично имавме на многу високо дипломатско ниво нивни представници во Скопје кои ни помага. Така што тие чинови на американската дипломатија од раните 90-ти никогаш не може да ги заборавиме и не попусто велиме дека без поддршката на САД во изминативе 30 години од нашата независност, особено кога ни беше најтешко, прашање е каква и дали ќе имавме македонската независност. Значи, не само за рамковниот договор, имаме стратешко партнерство 2008, константно помагање да влеземе во НАТО конечно, активности за сцена да ги наречам пред Преспанскиот договор да биде постигнат и така натаму. Значи, Америка 30 години наназад покажува дека е наш вистински пријател. Председателот, ви благодарам за интервјуто за Гласот на Америка. Благодарам на поканата.